Дејан Андоновиќ би требало да го имаме на телефон ако веќе не успеавме да се поврземе со слика. Дејан, добро утро. Добро утро, ова е најсигурната комуникација, бидејќи интернетот очигледно не е дојден до тоа технолошко ниво. Или е интернетот или не се нашите уреди, не се знае што е, но јас сакав да се надоврзам, бидејќи ни беше професор Пановски во студиото, да се надоврзам и со она што ти го покриваш со меѓународните настани пред се со оние жестоки демонстрации во Холандија, каде што полицијата и коњи, и палки, и газ, бомби, и што се не употреби, а поврзано со протестите против локдаунот кој што холандската влада го бара полицискиот час од 9 навечер до 4 наутро. Што се случува таму, Дејане? Практично Холандија за прв пат по Втората светска војна или 75 години за прв пат влезе во карантин. Причина за тоа е ширењето на коронавирусот. Ако сме сведоци дека во Балканот кај нас во соседните држави, како да има мало намалување на бројките, она што можеме да го видиме во светот, таму бројките се зголемуваат. Така да во Холандија, холандската влада, која е една од најлибералните држави, би рекол, во светот, во Европа сигурно, дојде во ситуација да се соочи со своите граѓани на улиците, кои жестоко протестираат за оние мерки кои холандската влада ги воведе, а тоа е карантин. Карантинот кај нив е од 9 вечер до 4:30 утрината, така да холанѓаните беа буквално изиритирани од овие мерки на владата и веќе трет ден имаат масовни протести, судири со полицијата, демонстрации со негодување дека според нивно некое лаичко толкување им се земаат слободите, ги се затвараат дома и не потребно владата ги држи дома, ги држи во тоа што гледам на снимките, Дејан, гледам дека се тоа масовно млади луѓе полни со тестостерон, веројатно 9 часот навечер им се чини тоа е време во кое они се подготвуваат да излегуваат, а излегувањето го прават околу меѓу 10 и полноќ, предпоставувам. И тоа е најпогодениот слој и тоа се главните учесници на демонстрациите. Има ли најави за нешто такво и во деновиве, вечерва, утре? Па наводно има, но оваа констатација која ти ја кажа е надоврзана констатацијата на нивниот премиер Марк Руте, кој изјави дека ова нема врска со протестите, немаат врска со судирите, со полицијата, туку се работи за едно криминално дело. Она што е интересно дека изминатиот период сите оние протести, една мала компарација би направил, имаше протести за викендот во Холандија поради локдаунот, имаше протести во Русија поради приведувањето на Навални, односно барајки да се отпушти. Во сите тие медиумски анализи, двете држави компаративно беа обвинети за полициска бруталност, за голем број на уапстени и ќе повторам и во Русија и во Холандија најголем број на тинејџери и малолетници, што само фрла една нова дамка на сите овие протести, иако двата вида на протести може би се со поинакви мотиви, но и двата вида на протести во исто време кои се одржуваат се допираат по две исти работи, а тоа е полициска бруталност, односно обвинување за полициска бруталност и обвинување дека тоа го прават нови млади генерации кои, како и ти самиот кажа, со големо ниво на адреналин и тестостерон, можеби не ја сваќаат сериозноста на состојбата која се случува, а тоа е пандемијата. Па добро, што е право, таа пандемија нив најмалку ги погаѓа. Дејан, за сосема за крај, гледам дека Бајден најавува кампања купувајте американски производи. Да, ние сме го слушнали. Звучи познато. Да, звучи познато. Така планира да го надмине, да кажеме, овој пад на економијата кој изминатиот период се случуваше, а за кој ние во медиумите бевме сведоци дека претходниот претседател Доналд Трамп направил огромни економски успеси, а сега одеднаш ќе испадна дека па и немале некои големи успеси. Бајден планира. И едно од она што мене ми падна во очи, гледаме медиумите го вадат дека планира и да ги замени сите владини возила со електрични, се работи за 650.000 владини возила, значи оние автомобили и моторни возила кои ги користи владата, да ги замени со електрични возила. Па не знам која нуклеарна централа ќе треба да го придвижува неговиот автомобил, бидејќи тој е подморница познатиот оној бист кој што тоа ќе чини $20 милиарди, па сега ме интересира тие владини мерки за зголемување на економијата, од друга страна па $20 милиарди за возила да се дадат, ми се чини е премногу па и за Соединетите американски држави. Она што таму се случува само за крај е дека новата администрација започнува да ги
фаќа конците како понатаму ќе тера политиката, односно Да, тоа е нешто што и се очекува од неа. Дејан Андоновиќ, благодарам за утринава.